чест и привилегија да може да бидам тука и да зборувам секако од зборот Божи и конкретно од Галатјаните, затоа што така ме замоли Живко ми даде текст и као тој текст е прилично добро, нема проблем. Текстот се наоѓа во 5 глава од 7 до 21 стих. Нели ке кажем има доста материјал, но материјалот всушност е многу интересен. Апостолот Павле секако зборува конкретно за одредена работа што се измачуваат галатјаните со тоа. Но пред да навлеземе во самиот текст, ќе се помолиме за благослови Господ. Господе, ние ти благодариме за сето она што ти го правиш, ти благодариме и за твојот збор. Затоа што твојот збор за нас значи живот. А ние сакаме да црпиме за нашите исто така секојдневни работи она што твојот збор го кажува. И ние сакаме да се доближуваме до тебе, читајќи го словото, исполнувајќи се со твоето присуство, затоа што ти си оној всушност кој ни дава живот. И ние сакаме да бидеме послушни кон тебе, Господи. Благослови на ти. Амин. Ќе прочитаме дел од текстот, па после другиот дел. Значи, ќе читаме прво од 7 па до 12 стих. Вика вака. Вие трчавте добро, кој ви попречи да не се покорувате на вистината. Тоа убедување не е од оној кој ве повика. Малку квас го покаснува целото тесто. Јас сум уверен за вас во Господ дека вие нема да мислите инаку, а оној кој ве збунува, кој да бил ќе претрпи осуда. А јас, браќа, ако обрезанието уште го проповедам, тогаш зашто ќе ме гонат? Тогаш би исчезнала соблазната од крстот. Ода беа одсечени оние што ве бунеа. Вие трчавте добро. Значи што се однесува до Павле и со неговото познавање на галатјаните, нели со црквата, каде што тој проповедаше и така натака. Тие тргнале од она што тој им го објавил како евангелие. Но во меѓувреме се појавиле некои, тоа се луѓе кои сметале дека освен евангелие треба да се прават и некои работи согласно законот. Сега нормално нема да влегуваме во тоа кој се тие луѓе така натаму, туку всушност дека со нивната порака тие доаѓаат и наметнуваат одредено бреме на верните во Галатија, а галатјаните во овој момент изгледа се збунети. Не знаат како да се справат со сите работи. И секако во искрено срце, сакајќи да му слушат на Бог, викаат, абе изгледа нешто овие што кажувате во ред. Но Павле вика, не, вие тргнате по некакво поинакво евангелие. Трчате добро, но изгледа нешто се смени во меѓувреме. И она што сака Павле да им каже, тоа друго евангелие, да, Христос, ама и обрезание, всушност, Павле вика, не. Вие тргнате со Христос, ја прифативте Божјата благодат, подарокот во Христос, и сега наеднаш додавате како на Бог, на Христос, на оно што го направи на крстот, тоа не е доволно. Не може така. И всушност сега Павле им објаснува дека тој со своето објаснување на евангелието што тој го прими е во контраст со тие лажни учители. Павле користи една слика тука на трка и не е прв пат дека Павле користи така, и во други посланија користи таа една метафора, една слика. Со всушност она што сака да го нагласи е дека таа трка е на долги стази. Не е спринт. Живот со Бог е на долги стази, всушност преку целиот наш живот. Не е само во денес за утре, не знам, недела дена, месец дена, ќе издржиме година дена, сме дипломирали готово. Не, за цел живот. И оно што Павле тука го нагласува кај нив, всушност е дека го прифатиле евангелието и со срцето и со главата. Значи го разбрале. Но има одредена пречка, како што вика тука, тоа убедување. И оно што јасно им го вика, тоа не е од Бог. Павле, јасно е од неговите посланија, нели, и други така натаму, и секако и тука, затоа и го објаснува тоа на самиот почеток од посланието на галатјаните, дека тој евангелието го прими
преку објавата. Значи, не било, чекај, јас ќе му посведочам на Павле, па Павле ќе се, нели, обрати на Христос. Значи, ќе ги разбере работите. Не, Павле имаше директна средба со живиот Бог. Патот на Дамас, да препоставувам, го знаете од дела апостолски и секако тоа го повторува и тука во Галатјаните, дека Бог самиот му се објави. Што тоа значи? Тоа значи дека Павле вика, јас не сум бил поучуван од друг. Самиот Бог, ајде да го кажем така, ми ги послужи коцките во главата. Јас сум знаел одредени работи и Павле за себе вика, ревносен согласно законот. И ќе каже, нели таму и во Филипјаните, сакаш почисто од мене, абе нема да го најдеш. Еде таков бе. А вика, всушност тоа Христос го направи вака. Сега таа посветеност, што јас сметав дека треба вака да биде, разбрав дека всушност тоа е Бог самиот. И самиот Бог ми се објави, ми покажа што е тоа радосната вест. И на кратки црти, што е тоа радосната вест? Дека Бог дојде, умре на крстот и воскресна. Тоа е радосната вест. Радосната вест дека Бог е со нас. Стана еден од нас. Не зборуваше од она, од далеко, од високо, вие таму на земјата треба вака да правите. Не дојде тука. Се отелотвори. А љубовта ја покажа така, што умре за секој еден од нас. И затоа Павле тука нагласува дека таа пречка, тоа убедување, што не е од Бог, не извира од Бог. Не може да биде од Бог, затоа што Бог не може да се објави вака и црквата да го сведочи, и сега да дојде некој друг вика, ама не. Сега да, тука мора да бидеме свесни. Значи, ние постојано, и понатаму ќе спомнеме некои работи, ама постојано црквата се соочува со одредени погрешни толкувања, погрешни разбирања и така натаму. И тоа се работи на кои треба да се внимава. Затоа во конкретниот случај, затоа што почетоците на црквата всушност почнуваат од каде? Од евреите. Црквата најнапред од евреите. Покасно паганите, а паганите се мисли на сите оние други, тука влегуваме и ние, ако веќе сакаме така да се класифицираме, влегуваме во таа приказна. Ама, Светото писмо, па и законот, ако сакаме, јасно кажува дека и народите ќе бидат благословени преку семето. Така што за Бог нема никаква прашање, абе не знам што се случи меѓу време, не, за Бог секој пат беше јасно дека неговата порака на Евангелието е за сите народи. Секако дека евреите имаат одредена традиција и законот најнапред бил даден ним. Но законот за паганите не им е даден. Што тоа значи? Тоа значи дека одредени работи од законот се исполнети во она што Христос го направи. Одредени работи и како се валидни се уште важат. Значи, кога таму во законот вика, немој да лажете, тоа важи и ден денеска. Ама кога во законот вика дека, иако ако зборувате со евреите, затоа што оние кои не го признаваат Исус Христос, уште го чекат Месијата, уште чека да се обнови храмот, уште чека да се обнови и жртвениот систем. За нас, тоа е јасно дека во Христос е исполнето. Христос умре еднаш за секогаш. Како што гледам, никој не донесе ни теле, ни овца, ни гулаб, според можностите, па да жртвуваме тука нешто денеска. Значи, изгледа дека тој дел од пораката сме ја разбрали, што е добро. Павле затоа вика и ја користи ова поговорка, малце квас, целото тесто ќе го накваси. Значи, и ова учење, малце да пуштиш нешто, лесно ќе отиде и ќе, така да кажеме, зарази црквата. Но, Павле е убеден дека Бог нема да дозволи, затоа им вика во 10 стих, јас сум уверен за вас во Господ дека вие нема да мислите инаку.
На крајот на краиштата, црквата е Божја. Така, од прилика кажам, 2000 години помина откако тргна црквата. Што се немало низ историјата? Да се фатиш за глава и да се плачеш и да викаш, Господи, можно ли е дека вака некој размислувал и дека во Твоето име правил ужасни работи мислејки дека ти служи Тебе, ама тоа се ни објавено и напишено во писмото. Но пак Да, микрофонот. не сум јас. Микрофонот. Павле е убеден дека лажните учители ќе бидат судени за тоа. Убеден е дека нема тоа да помине само така. И затоа, вака слободно ќе се изразам, пазете зашто сте спремни само да изјавите дека е ова вака или онака, а наместо предходно добро да сте ја проучиле работата. Дали тие што дојдоа од таа група што кажува и обрезание, дали тие сушност кажуваат, да кажеме, лоши работи? Не! Ама работата беше што тоа беше оставено за оние кои го имаат тоа ветување, односно знакот на сојузот со Бог од народот Божи кој беше еврејски. И тоа беше нив им дадено. И подобро да го исполнуваат тоа, затоа што Бог така им е дадено. Дојдоа исто така и во однос за храмот. Евреите не можат поинаку да го разберат славењето на Богот, отколку во храмот. И кога читате, например, во пророкот Езекија, последните неколку глави, од 40 па натака, всушност сите оние што ги нарекуваме есхатолошки, за крајните времиња, поучувања од Езекија, таму е се поврзано со храмот. Логично. Ама доаѓаме до Откровение. Таму има вика еден дел каде што ќе се обнови храмот. Ама има еден дел каде што вика таму храм нема. Зошто? Па затоа што за нас ни значи храмот? Ние имаме поинаква традиција и пракса на нашата вера. Бог не е поинаков, да се разбереме. Тој е оној момент што треба да внимаваме и затоа дали тие го кажува тоа како во не знае, не, ама тоа важи за нив, не важи за нас. И во смисла затоа што сега каде беше погрешниот момент? Погрешниот момент беше тој за спасение. Тоа го правиш во послушност или за спасение? Ако го правиш за спасение, тогаш тоа е грешка, затоа што во Христос сме спасени. Спасението ни е дадено. И внимавајте ова иста работа. На евреите во Стариот Завет спасението им беше дадено. Тие што треба да направат да го живеат тоа спасение. Тие не се оправдуваат според делата на законот како што мислеа. Бог одлучи дека им прости. Ама затоа што беа непослушни се случува тие работи. Бог одлучи дека нам ни прости. И тоа го покажа на крстот. И тоа е тоа што Павле зборува и вика дека тоа евангелие кое тој го доби, та објава од Бог, е токму она што тој го објавува. А нивниот проблем е што почнале да мислат инаку. Инаку во однос на она што Павле го објавува, она што Павле вика и дека е опасност за тоа учење да се вратиме на законот. И затоа Павле има две забелешки во 11 и 12 стих. Првата е, вика, па добро, ако јас го проповедам в обрезанието, тогаш немаше да ме гонат, нели? Размислете малце. Па даде, вика кажеш, па добро, ама Павле не зборува за обрезание. Значи нема логика, како тоа? Па даде, затоа го прогонува, затоа зборува против него. Ама кажеш, ама чекај, Павле таму има направена една работа. Нели Тимоте го обрезал? О, Павле, што си направил? Да, ама не од
верска, нели, учење зашто тоа треба да се направи. Туку од мисиски момент. А мисиски момент беше тој, за пораката кон евреите. Затоа што Тимоте, според името, од каде доаѓа? Од паганите. А да им зборуваш на евреите, имаш пречка. И за да ја надмине таа пречка, Павле го обрезува. Значи, мисискиот момент не се работи за тоа дека Тимоте не беше спасен, сега е спасен откако е обрезан. Значи, мисискиот момент. И тоа е оној момент што се случува во црквата. Јас се сеќавам, конкретно имав и таа прилика на своји очи да ја видам. Кога отидовме на времето на теолошки факултет, имаше неколку браќа и од Африка. Ние беме облечени кој на мајца, кој на кратки и така натаму, летен период тогаш дојдовме и тоа не беше нормално. Дојдоа африканците, сите беа во оделче. Сите вратоврска, кошулче, палто. Зошто? Затоа што таму некаде во текот на мисијата, кога оделе мисионерите во Африка кога имале, мислам, одело, нели? Таму имаш она, или си облечен, или си со слама покриени. Знаете, од прилика гледаме National Geographic или некои други документарци, прилика како тоа изгледа во Африка. Ема се појавиле мисионерите и доаѓаат со одело. Како се оди на недела во служба со одело? И африканците викаат, па изгледа да си христијани, мора да носиш одело. И најнаш тоа стана како слика за тоа кој е христијанин. Од прилика, се ова малце е многу поедноставена работа, од прилика тоа е она што сака тука да го каже и Павле. Чекајте, не! Тогаш имаме проблем со она затоа што крстот е соблазна за овој свет. А што тоа значи? Тоа значи дека по природа нашиот ум, човечка падната природа, грешна природа, која верзија да ви одговара и која ви е полесна за разбирање, значи дека ние сме навикнати дека јас тука нешто морам да направам. А не мора да одиме далеку, свесни сме дека луѓето општо така го разбират. Ова јадење или ова не јадење. Ова се прави или ова не се прави. Што тоа има врска со вера? Океј, начинот на одбележување вака или онака, тој е друг момент. Например, ќе кажам, доаѓа, нели, Божик и сега тука можеби ќе се стават некои лампиончиња, може и нешто стави. Дали тоа има врска со вера? Не, тоа е едноставно така, сакаме да го красиме малце, да го одбележиме периодот, празникот. Но тоа нема врска со верата. Става лелка или не става лелка, нема врска со верата. Токму тоа е она што сака да го нагласи Павле тука. Затоа што некои луѓе би кажале, ама ти ако ставиш елка, ти не си христијанин. Каде тоа има врска едно со друго? Едно е како сакаш да си направиш амбиент, а друго е што веруваш за спасение. Ама ако почнеш амбиентот да го спојуваш со пораката за спасение, тоа е она, да кажам некако преведено, што Павле го вика тука и со мачи со галатјаните. А втората забелешка е да беа скопени, кастрирани, отсечени. Всушност, Павле користи овај силен јазик, ама и се повикува каде? На законот. Ако некој го познавал законот, текстот од Стариот Завет, тоа бил апостол Павле. И тоа знаете од кај доаѓа Павле, кој му е учител? Гамалиел. А кој е Гамалиел? Внук на старешината Хилел. А всушност во еврејската традиција постојат да кажеме, две главни струи. Куќата на Хилел и куќата на Акива. Он доаѓа од тој учител, Хилел, каде неговото учење, неговите толкувања, она што го имаме ние, нели, во еврејската традиција, Мидраш, таму и така натаму, тоа се, ако е кажам нешто Рави и Хилел, тоа е. Од тоа учење доаѓа. Значи, кога Павле вика дека тоа е, јас со оглед на законот кој сум, тоа е, нема сомнежи тука.
И затоа Павле всушност цитира, односно упатува кон дел од законот, каде што например вика во 2 закон 23:2, оној кој е скопен или со исечен полов орган не може да влезе во општеството Господово. И Павле судежбено вика, така ќе им се случи, нели, да ќе бидат судени, така ќе им се случи. Подобро да не се дел од општеството, ако веќе сакат, и Павле судежбено каже, овие тука ви зборува за обрезание, тоа е како да сте одсечени, како да се скопени. И сака да го нагласи тој момент. Луѓе, внимавајте што правите. Не сакате да бидете одсечени од она што Господ го прави. Од општеството на луѓе кои му служат на Бог и не сака да ја наруши таа слика на Евангелието. Што е Евангелие? Дека Бог дојде, умре и воскресна. Толку нема додавање на она што Бог го направи. Сега завршува така наречениот доктриналниот дел или науката. Сега ќе влеземе во праксата. И ќе читаме од 13 стих. Вие, браќа, повикани сте кон слобода, но слободата ваша да не ви служи како повод за угодување на телото, туку со љубов служете си еден на друг. Зашто целиот закон се извршува во еден збор. Односно, сакај го ближниот како самиот себе. А ако пак меѓу себе се гризете и јадете, пазете да не се истребите еден со друг. Ви велам, живејте по духот и нема да им угодувате на телесните страсти. Зашто телото сака противни работи на духот, а духот противни на телото. Тие се спротивни еден на друг, за да не го правите она што сакате. Ако ве води духот, вие сте под законот. Вие не сте под законот, се извинувам. Делата на телото се познати. Тие се блудство, нечистота, бесрамно служење идоли, магија, непријателство, кавги, ревнување, гнев, раздори, расцепи, зависти, пијанство, пирови и други слични работи. Однапред ви велам, како што ви реков и порано, дека оние што го прават тоа, нема да го наследат Царството Божјо. Слобода. Ние сме повикани кон слобода. Во овој случај, секако Павле го користи тоа дека сме повикани кон слобода, да го живееме и да ја имаме слободата во Христос во однос на науката, но исто така се зборува, имаме слобода, повикани сме на слобода во однос на практичниот дел на нашиот живот. Но сака да каже, ова слобода, вие сте слободни, ама таа слобода не ви е дозвола да правите грешни дела. Туку слободни сме само кога сме согласно духот. И затоа тука прави таа тензија меѓу делата на телото и плодот на духот. И тоа останува дел од нашите животи. Зошто? Затоа што ние сме се уште во ова тело, грешно тело. Секој ден, до крајот на нашите животи, ние ја живееме тензијата. Делата на телото и плодот на духот. И Павле вика, слободата да не се разбере како таа дозвола дека може да правам што сакам. Затоа што и во тогашното време имало одредено разбирање во хеленизмот, телото ништо не значи, што и да правиш со телото, телото е ништо, важен е духот. И тоа некако, за жал, со текот на времето и денеска луѓето го нагласуваат. Не е битно телото, знаеш, важно е духот. Не постои таква разделба согласно Светото писмо. Човекот е создаден дух, душа, тело, ама е едно. Јас сум едно. Не е моето тело едно, а духот друго. Па не е битно телото, важно духот да ми е добар. Каде оди далеку тоа разбирање? Еви ќе ви кажам еден пример од црквата. И тоа во една друга црква имаше еден брат кој кога имаме Господова вечера, секој пат земаше само од виното, не од лебот. Не зема од лебот, не зема од лебот пак. А зашто брати не земаш од лебот? Па нели Христовата крв не очистува од грев? Мислам, што ќе ми е телото? А јас му кажав, а како ти мислиш дека се случи жртвата на крстот? Некако крстот и некаква крв лебди околу крстот, некако, ама телото го нема. Како го разбираш тоа? Па и телото се кршеше. За нам да ни биде простено.
Христос ја почувствува сета болка од камчикувањето и распнувањето и други работи што му се случува. Не постои разделба меѓу телото и душата, телото и крвта и така натаму. Нема таква работа. И тоа, да бидеме најасно, него ни проповедаме од тука, како го разбрал човекот. И сега се прашуваме, а како е можно тоа, нели, у галатјаните тоа да го имале проблем? Абе, 100 луѓе, 100 науми ке најдеме. И затоа е многу важно за секој еден од нас, почнувајќи од мене, да се усогласуваме со она што го вика Светото Писмо. И Павле вика тука, со други зборови вака, може да бидеш роб на лошото, а може да бидеш роб на доброто. Само што во случајот, роб на доброто значи слободен. Слободен сум само кога го исполнувам она што Бог го вика. Тоа вика Павле дека е слободен. А роб сум во секој друг случај. Во секој друг случај. Еве го уште неколку примери како човечката природа размислува, и тоа е оној момент кога треба да се соочиш со крстот и зошто е крстот соблазна, соблазна крстот. Општото има некој разбирање дека луѓето се добри. Не секам добро вака. Ајде кажете ми тогаш, пред неколку години имаш еден од ураганите, мислам дека беше во Нью Орлеан, не сум сигурен, во Америка. Како наместо да размислуваат еден кон друг, тркнале сите трч по продавниците и решам да земеме кој што може. Како ти текна таква работа? А не ти тегна за оној до тебе да видиш треба ли му нешто да му помогнеш така натаму. Токму затоа што тоа потекнува од каде? Од човечката грешна природа. Или и добива ваква изјава. Абе слободно спи со девојка. Шо има врска? Ако остане бремена, нејзина работа, не е твоја. Чекај. Што тоа подразбира? Неодговорно живење. И за жал луѓето сакаат така да живеат. Неодговорно. Што и да правам, нема последици. И за жал тоа и сакат и политички да се оправдува и така натаму. Тоа е проблемот. Но во 14 стих Павле всушност вака вика: ајде да кажеме во позитивно светло го става законот. Мислам, законот не е лош ни добар, ама во однос на она што го објаснува, каде што вика законот е исполнет кога му служиш еден на друг. Еден на друг. На многу места се зборува тоа. И секако ќе се сетиме и на она што испоучуваше, нели, исполнување на законот, љуби го Бог и љуби го ближниот. И тоа е она што всушност ни треба. Затоа што да го љубиш ближниот, а кој е мојот ближен, се сеќавате? И оној што не го познаваш, и оној што не ти е мил, и оној што те навредува и така натаму. Значи, тоа е многу тешка работа од друга страна, затоа што подразбира многу умирање за нас самите. Ама да се сетиме, тоа е преку целиот наш живот. И затоа вика во 15 стих вака: ако пак меѓу себе се гризете и јадете, пазете да не се истребите еден со друг. Ако сакате по вашето, па тргнете. Ама од прилика рачунате, крајот е близу. За вас, не за светот, за вас. Ако тргнете по себичност. И затоа вика: живејте по духот. Духот е тој кој не освестува, охрабрува, оживува, всушност, опресведочува за тоа кој сме ние во однос на Бог и во однос на еден на друг. А кој сме ние во однос на Бог? Ние сме крајно расипани, грешни, во очајна потреба од Божјата благодат. Точка. Тоа е она што Библијата ни го вика. Ние очајно имаме потреба од Бога. А како ќе ја задоволиме таа потреба? Секојдневно исполнување со духот и секако да действуваме согласно, да одиме еден кон друг.
еден кон друг. Не вика дека е секој пат лесно и дека е убаво и дека цутат розите и така натаму. И на крајот на краишта Исус самиот вика, хеј, ако мене ми го прави ова, не очекувате подобро. Ама тоа е она на што не повикува. И затоа во 17 стих Павле со други зборови ќе каже: верникот или христијанинот или следбеникот на Христос, која слика ви одговара, е во постојана потреба да го бара Бог и да ја исполнува неговата волја. Секој ден јас одлучувам да ја избирам Божјата волја во мојот живот. Ние би сакле да не е така, а Павле вика, добро, тогаш живеете во робството на гревот. Да, ние не сме под законот во смисла за тоа како што се разбира погрешно, овие работи треба да правиш за да се спасиш. Но ние сме под законот Христов. Онака како што Бог се објави. Јас ви кажам што треба да правите љубовта, дека правите еден кон друг. И сега доаѓаме до оној момент кога имаме она листа кои се тие дела по телото. И некако може да ги разделиме во 4 категории. Првиот е тој сексуален неморал, блудство, нечистота, бесрамност и така натаму. Дел од записите што ги имаме од тогашното време и така натаму, значи тоа како да било, не знам, се чудиш, некако постојана работа и тие кога се собирале на некакви прослави или што знам, завршувало со не знам ти какви се сексуални неморали. И тоа е оној момент што за жал се влече како дел од човечката природа и низ историјата и ден денеска, како што ви кажав, луѓето сакаат да живеат слободно, ама не разбираат дека тоа е робство. А со други зборови, тие сметат, не, ама ние сме прогресивни затоа што го озаконуваме гревот. Тоа не е прогресивност. Тоа е сушност назадување и уништување. Дури постои една социолошка студија направена дека секој оној народ кој си дозволи да живее во сексуален неморал пропаѓа. Затоа немој да се изненадите дека се тоа што го гледате денеска, дека всушност ќе се измени во историјата, односно во иднината на историјата, затоа што ние мислиме дека некои работи се запечатени, не може да се сменат. Не е тоа единствена работа, ама за жал многу голема, затоа што наместо некои работи да се адресират и да се решават, се дозволуваат како нормални, дури се охрабруваат и за жал сака да ги направат и како дел од рамката. Дури ми е чудно кога читам, сака да стане како дел од устав право на абортус. Тоа ти како да кажеш, не знам, било која друга операција да биде дел од устав. Ало, нема логика. Што тоа има врска со устав? Ама како и? Понатаму има една друга група служи на идоли. Маги, тоа е таа религиозна сфера. Да, најчесто тоа служење на идоли беше поврзано во тогашното време, не знам, некои статуетки или не знам кипови и така натаму. Меѓутоа не мора да идол да биде само нешто вака што го гледаш па му се клањаш тука. Идол може да биде и начинот на живот и така натаму. А магиите всушност значат дека ти повикуваш некаква зла сила и од таа сила очекуваш, не знам, добро. Зла сила не дава добро. Зла сила може да даде само зло. И тоа не е според Божјото. Значи и законот многу пишува за тоа. Понатаму имаме цела една група на лоши меѓучовечки односи. Непријателство, кавги, ревнување, гнев, раздори, зацепи, зависти и така натаму. И тоа е она што е во спротивност, што го вика, нели, не само Павле, туку Бог и други текстови од писмото, еден кон друг. Почит, пријателство, понизност, љубов, еден кон друг. Човечката падната природа, делата на телото се во спротивност со на што Бог не повикува. И знаете,
ова некако во денешните термини најдобро се расправа кога некој каже, абе сега јас ке ти кажам. Подобро немој. Се може да се каже во љубов. Може да се каже, ама формира ги зборовите така што сакаш да изградиш, а не да разрушиш. Кажи го тоа со тон у кој сакаш да охрабриш, а не да утепаш у појот. Кога ќе го видиш братот или сестра дека, не знам, може да се навредиме, не сме завршени, окей. Значи, не влегувај во кавга, ту кажи. Мислам дека ова што го направи сега, искажа недоверба кон мене, навреда кон мене и така натаму, јас ти простувам, види се да го направиш тоа поинаку, ако сакаш нешто да ми кажеш така натаму. Се може да се реши. Во љубов, секако водено духот. Ама оно е става, јас ке ти кажам сега, јас се уочи викам, добро де, секој може се уочи да вика. И се уочи ке се бидеме растргнати. А зошто да бидеме растргнати? Не сме повикани на тоа. И останува она што се нарекува пагански гревови, пијанства, пирови, односно срамни гозби и така натаму. Тоа е дел, секако може да биде поврзано и со оној сексуални гревови и така натаму. Сексуална неморалност. Значи, кога повторно сакаш себично да си сметаш дека ева јас ке се задоволам како што сакам, па не е битно. Не. Бог не гледа така. И затоа постои начин како се задоволуваат одредени потреби, затоа Бог го воспоставил бракот меѓу маж и жена. И пазете, има сега поврзано нели со сите овие ЛГБТ права и така натаму. И како да испаѓа дека оние што се хетеросексуални дека тие се како добри, па нели. Ама не затоа што си хетеросексуален, не значи дека живееш без грев во однос на Бог. Ама има одредени работи како Бог ги воспостави, работи како треба да действува. И тоа е она на што Павле сака да каже овој ден. Имате слобода, ама не дозвола за да си ги исполнувате лошите работи, вашето тело и така натаму, имате слобода да живеете според Божјото. А понатаму што е плодот на духот, тоа ќе биде следната проповед. Амин.